Добро утро и од мене и добре дојдовте. Веднаш по Ја сакам Македонија следува новото издание на магазин, а како што можевте да забележите и од промо најавата, денеска на гости ни доаѓаат инструментал бенд, така што ќе имаме музички вторник со промоција на видеозапис за песната за Христо Узунов, а ни раскажуваат и за нивните настапи и ангажмани периодов и во иднина. Ќе се навратиме секако и на оној голем концерт во Хераклеја по повод 20 години постоење, ќе ни раскажат повеќе за атмосферата и впечатоците од таму. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Добро утро и од нас. Како сте утрово, каков е периодов со ангажмани, со настапи? Со ангажмани, да, со многу настапи, стварно е периодот, значи зафатен. Фала ви сепак на поканата, успеавме во вашата телевизија, секогаш ќе гледаме емисијата и секогаш е супер. Вака, мислам, таленти млади што можете да ги прикажете и исто така доста познати уметници од Македонија. Така, благодарам за убавите зборови што ја гледате и што ја следите емисијата. Жарко и Горан се членовите на инструментал бенд, но ќе ги спомнеме и другите членови, да ги поздравиме на почеток. Верувам дека некои од нив и не гледаат. Сигурно не гледаат. Нешто и ни кажа дека ќе не гледаат онлайн, бидејќи некои моментално си на своите работни места. Да, можат во живо да следат. Да, другите членови се Михајло, Никола, Александар и Кире, поздрав до нив. Така. Периодот ни беше доста работен. За Нова година и пред Нова година бевме доста ангажирани, да не кажам скоро секој ден. Сега малце периодот ни е да речем на некоја мала пауза, каде што мислам тоа не е пауза, туку еден период кај што ние работиме на нешто ново што би се исполнило и што би се случило во периодов. Ланската година, како што кажа, имавме еден голем концерт во Хераклеја, кој што некако почнавме од една идеја каде да биде и како да биде концертот и некако почнавме од некоја идеја така некои помали местенца кај што со помала публика и размислувавме доста и на крај додевме до идеја зошто и да не биде тој на Хераклеја. Хераклеја е доста голема. Меѓутоа некако се потрудивме и ми се чини дека испадна дури по повеќе од што очекувавме и благодариме на подршката на сите и на колегите и на публиката која што истина мислам со такви аплаузи со таква енергија го направивме концертот да биде прекрасен. Така бевте во полн состав со цел бенд и плюс гости имавте? Плюс гости, да, цел бенд значи бевме таму, плюс гости. Имавме и помош нормално од практични вокали, значи од перкусии и сите останати инструменти. Имавме исто така и нелигодачи. Имавме така да во најдобро светло мислам ги направивме нашите песни, за разлика од пример нашите настапи што се по различни градови. Нови концерт го славевме 20 години постоењето на инструментал бенд. Тоа се многу долги години заедно работа исполнети со журки и мислам многу добри настани. Ги правевме нашите авторски песни, тоа беше нешто што беше малку различно од нашите настапи кои што се јавни и видовме дека самата публика добро ги прифати нашите авторски песни кои што некои се дури правени пред 15, пред 10 години, така да се мислам, му благодариме на самата публика за тоа и стварно беше Хераклеја полна, над 2500 луѓе беа таму. Значи, голема бројка. Така, она што каже Горан. Не очекувавме дека, вака гледаме дека од така Хераклеја малку на повисоко, односно гледаме дека идат голема маса на луѓе, си викаме дали луѓе стварно доаѓаат за кај нас. Да, се забележува и од видеата дека имаше навистина многу народ, а гостите исто и придонесоа, нели, плюс за атмосферата, кој се ви беше од колегите? Ни беше на гости, како гостин таа вечер Ѓоко Јович, Анета Јумаковска, Димитар Андоновски, Ламбе Лабаковски, Никол Чемицевски и Бојан Стојков. Значи Битола доминира? Генерално, да. Генерално. Да. И во бендот е така? Па во бендот, да ти кажам, да, така е, меѓутоа има неколку членови кои што не сме од Битола, јас сум од Македонски Брод. Тапанарот ни е од Прилеп, останатите членови се од Битола, меѓутоа некои од нив седат и во Скопје, така да се наоѓаме секогаш на пола пат. Да, и кога пиете и свирите, најчесто сте во тој реон или секаде низ Македонија? Цела Македонија, сега имаме настапи цела Македонија. Не можеме да кажеме дека претежно Битолскиот регион, да, сме во Битола, меѓутоа имаме и настапи во Делчево, во Виница, во Кочани, значи Источна Македонија имаме и во Тетово.
имаме во Скопје, така да цела Македонија. Преку текот на целата година се настапува баш како што викаме тие свадби и традиционални веселби и клубови и кафичи и поради тоа побарувачката е вака на ниво на Македонија и тоа е добро за нас, бидејќи запознаваме што викаме луѓе од цела Македонија, патувањата да се доста интересни, тешки меѓутоа патешествија доста интересни со многу убави спомени. Да, и сигурно убаво чувството кога ќе прославите 20 години и човек би помислил добро колку години имаат момциве кога слават 20 години Тој постоење. Секогаш кога сега пример ова година кажуваме дека славиме 20 години од постоење и дали некој човек од публика или некој што не знае баш добро вика добро чекај колку години имате вие што 20 години славите, од кога сте почнати со пеење, така да. И од кога сте почнале? Од Средно факултет како? Од средно музичко, да. Така. Бендот е оформен од средно музичко оддел од колегите, ние сме со Жарко малце понови членови, меѓутоа се менувала. Да, тоа е Во 2005 нормално. почна бендот, значи се оформи, од тогашните членови се останати само Михајло Маноловски и Александар Котевски. Во 2012 е дојден Никола како гитариста, во 2017 сум јас како пејач, иначе пред мене инструментал бенд има 5-6 пејачи, мислам дека сме. Да, меѓу Бојан Стојков, меѓу кои Бојан Стојков кој што беше гостин на нашиот концерт. И во 2022 мислам дека или 2021 дојде 2021. ти Горан и 2022 наредна година дојде Кире како нов тапанар. Да, голем поздрав и до нашиот колега кој што тапанарот кој што е во Данска моментално дебитар, кој што исто ни беше гостин на концертот и исто заедно свиревме неколку номери и со него. Тој моментално е таму преселен трајно и поради тоа има такви некакви промени во бендот, меѓутоа приказната и работата во бендот си останува на ниво како што треба и нормално гледаме да градиме уште што повеќе, мислам нормално и да твориме и наша музика, и авторска и како што кажа да моментално работиме на некои стари преработки на песни нормално, што да биде со видеозапис и да ги вратиме малце и некои песни кои што оставиле трага во нашата историја. Да, на концертот освен народна имавте и забавна музика, исто изведовте различен репертоар. Претежно забавна музика, значи ние како бенд сме повеќе фокусирани на забавна музика, меѓутоа како што каже и колегата, значи свириме и по свадбени свечености, ја свириме и таа народна музика и токму поради тоа кој што гледаме денеска нели еден тренд тие стари песни преработки да се вратат во нов стил, односно во ново руво, така и ова песна настана за Христо Узунов, што ја гледаме во моментов и аранжманот е на Михајло Маноловски, нашиот колега, кој што ни е басист во групата и од него дојде првично таа идеја да преработиме нешто старо македонско затоа што е сега нели во тренд и почнавме со оваа револуционерна песна. Нема да запреме тука, нема да запреме, ќе продолжиме, сакаме и цел албум можеби со вакви стари песни наши народни, затоа што нормално традицијата треба да се одржува. Да, бидејќи ја спомна веќе песната, предлагам и да го погледнеме видеозаписот за да може да искоментираме потоа и за самото снимање, за локациите, сите оние кои што учествувале во спотот, бидејќи е филмски навистина. Квалитетно се гледа дека се работело и се снимило, па да погледнеме. Така, баш додека траеше видеозаписот, коментиравме и зошто ја избравте токму оваа песна за преработка. Песната ја избравме бидејќи како што кажува и некако историјата, Христо Узунов бил многу голем херој и преку музиката и преку спотот сакавме да ја пренесеме неговата храброст и борбата за слободата. Песната не е често изведувана, меѓутоа е, да кажем, во битолскиот район не е доста барана и на нашите свирки. И поради тоа решивме да направиме еден вака добар видеозапис. Да. Што мислам дека испадна одлично. Како краток филм. Како краток филм, да, баш така филмски испадна, благодарение на Даре дете, Дарко Јовановски, кој што доста се потруди со спотот. Спотот беше баш така филмски испадна многу добро, бидејќи денот беше така доста врнежлив и снимавме на отворено и така што си врнеше еден, се снимаше неколку дена спотот, меѓутоа така и баш да го планиравме така немаше да испадне.
се снимаше на локација така после надвор од Битола, после рек така на Мариовскиот дел во Битола и Па затоа и повеќе дена се снимува. Да, повеќе дена се снимаше. И баш така испана филмски дареви да го местеме денот вака да види дека да врни, немаше да го погодиме и така испана доста добро. Самете вака правам муабет и од страна на нашите блиски и од публиката дека баш така Добро прифатен. Добро прифатен. Имавте и вие ваш удел во осмислување, да речеме, ваши идеи околу сето тоа како да мислам заеднички, меѓутоа поголемиот дел беше на Даре, му ја препуштиме до вербата него, бидејќи ние сработиме музиката, меѓутоа го ставивме поголемиот дел кога што е Да го сработи тој. Да го сработи тој, се снимаше на локации нешто на отворено, нешто беше во културно-информативен центар во Битола, на платото и исто во внатрешниот дел. И генерално мислам дека направивме добра работа и сега во текот нова година баш што размислуваме веќе нешто која нека песна да одбериме нешто исто така да биде интересно и да го направиме да го направиме добар спот исто за Може би некоја наредна слична во исти стил. Да. Исто би сакале да не е некоја што е често преработувана, што не е толку експонирана во јавноста. Па да, затоа што више нели знаеме има песни кои што се доста пример препевувани од многу пејачи и точно ова сакавме да биде нешто различно, а прескаме мислам го праша Горан за уделот наш. Да, овде имавме ние удел во музиката точно, спотот му го ставивме да го работиме, меѓутоа имавме и ние наши идеи кои што тој нормално ги прифати за овој спот и морам да кажам дека за концертот кој што исто преска го пуштивме, нели го видовме по 20 години од постоењето на инструментал бенд, многу голем удел зедовме и ние самите, затоа што организацијата имаше луѓе кои што ни помогна, меѓутоа поголемиот дел, значи од репертоар, од сценографија, од самата приказна на концертот. Сценариото, приказната на концертот, никој нема да ја знае подобро нормално ние кои што 20 години сме внатре во играта. Така да си ги распределивме повеќето работи измеѓу нас и одредени работи пример ги зеде Горан, одредени работи јас, сликите во позадина што одеа, видеата кои што одеа, тие лупови во позадина кои што одат, значи специјални ефекти, сите ги заработивме ние, затоа што ние се знаеме најмногу како функционираме и кои сме и нормално дека не ги заборавивме и тие што беа поранешни членови во бенд, така да едно групното значи на сценарио го правевме самите ние и затоа можеби и концертот испадна така како што испадна, мислам според нас феноменален и според останатите. Да, реакции да си го кажуваат своето. Да не ги заборавиме само и дечките од Битолската коњаница, кои што направија многу добра работа за концертот во Хераклија. Прво со нив соработувавме и после исто покрај прво таа соработка беше во Хераклија и после за во спотот исто дечките се исто статисти во спотот и голема благодарност до нив и баш и тие добро ја сработија својата работа и благодарност до нив и се надеваме дека ќе имаме и понатаму соработки. И нивна беше идејата исто нели за концертот токму на овие народни наши песни кои што се стари, да првично беше идејата со коњи да дојдат, нели, меѓутоа таа идеја отпадна заради Хераклија. После дојдоа со факели, така да ја долови она атмосфера кој што што викаме е запалија атмосфера. Токму на оваа песна може да го видите тоа, така да и реакцијата на самата публика беше многу добра. Да, сигурно бидејќи нешто и поразлично, не е веќе видено, не е толку искористено, да речеме, на сите концерти. И добро е кога нешто ваше ќе вметнете ваш белег. Така, идејата беше првично нивна за тоа. Така да ние како бенд нормално прифаќаме идеи, нормално да се добри. Да, се гледа токму тој момент кога се запали атмосферата, како што кажавте. Планирате уште вакви концерти, не чекаме јубилеј нели да се случи, но ете некој поголем концерт да дали оваа година или до година, можеби и на друга локација, но повторно да биде од отворен карактер за публиката, за оние што ве следат сите овие години. Така, да, отворени сме ние за вакви нормално проекти.
Ова беше нели по повод 20 години и сакавме да го направиме нешто големо и го направивме големо. Така да зошто да не се деси пример да не се случи и другата година, можеби не во Битола, можеби пример во Скопје или во Охрид, на некое друго место. Така можеби би размислувале, само да видиме нормално дека преку цела година сме преокупирани со свирки, посебно за викенди, петок, сабота, недела. Така да доколку најдеме слободно време, зашто да не размислува. Е доста раздвижен, меѓутоа и во целата таа гужва вистина одвоивме доста време за да се направи цела оваа организација и баш размислувавме дека би било добро можеби и нешто ново да се вметне, меѓутоа и цело оваков концепт пример би било добро да се направи пример и во некој друг град, бидејќи сепак како што настапуваме за свадби и за други веселби пример во другите градови, било добро пример некој културно лето или било како, меѓутоа ќе видиме годинава ќе каже како ќе биде работите. Особено што рековте дека планирате и нов цел албум со такви песни, па убаво е и да се направи една концертна промоција на албумот. Точно така. Меѓутоа, и нормално некако летото е најповеќе за такви некои концерти, бидејќи самата атмосфера на отворено, да. Има баш добра приказна во целата работа. Баш како што кажав, прво планиравме во зима, па дали е добро во зима, дали добро па на пролет, па и дојавме до муаве дека е добро да се направи на лето и баш испадна како што треба. Колку време ви требаше да се подготвите, бидејќи како што кажа и Жарко, многу треба организација, многу време и труда, сето тоа, односно поголем дел да речеме сте го правеле сами. Така. Ние го планиравме, значи долго време го планиравме концертот. Една година претходно сигурно размислувавме, меѓутоа ни беа потребни неколку месеци сигурно за сето тоа да се склопи вака како што изгледа. Значи ни беа потребни проби, не само со нас, нормално и со пеачите, гости. А и со гостите имавте проби? Со гостите имавме проби нормално. За сето тоа да личи онака како што треба, па се снимавме, па гледавме дали е добро, што не е добро, како е добро, значи аранжмански, сиот концепт да биде онака, значи целиот концепт како што треба. Точно да испадне и мислам дека бевме презафатени тие неколку месеци, али заради тоа концертот испадна вака. Јас не можам да кажам, не можам да спием тие неколку недели пред концертот, бидејќи ностоп само беше кога ќе правиме проба, што ќе работиме, како ќе работиме, концептот на редоследот на песните, бидејќи мислам и песните ќе ги ставиш вака на хартија, дека примерите тие песни ти би ги свирел, авторските песни се знаеше дека ќе се отсвират, меѓутоа многу е битен и како би го направил редоследот на цел концерт, бидејќи тој мора да има една кулминација и како целата работа би изгледала и не одаде доста енергија, меѓутоа испадна прекрасно. А кој го има главниот збор кога се договарате? Кој одлучува? Кај нас во бендот функционирањето на нештата е самото мнозинство. Немаме значи главен. Како екипа. Некој мора да пресече. За се гласа, се става за се на гласање, самото мнозинство одлучува. Значи, парен или непарен број сте во бендот? Па ние сме 6 парен. Иако изедначено. Ретко изедначено. Да, ретко изедначено. Од другите паѓаат екипно, бидејќи за толку години да се работи мора екипата да функционира како еден и секоја идеја е добредојдена, меѓутоа пак на крајот што како што кажаме одлучува мнозинството и гледаме дека успешно целата работа се одвива така да сите идеи се од сите добродојдени, нема дека некој треба да каже дека ти знаеш или ти не знаеш, мислам дека и заради тоа може вака да се функционира подолг период како екипа. Да, што друго исто е клучно за да има една хармонија во бендот, да функционира толку години? Еве тоа што сме долго време заедно, значи сите се познаваме буквално измеѓу нас, значи нема тајни, сето целото нешто значи го правиме заедно и преска како што кажа на самиот значи концерт, ние едноставно Горан кажа, ние 2 недели мислевме како 3 недели претходно, значи не можеме да спиеме, мислевме како ќе испадне, меѓутоа кога излегоме на таа сцена, самото искуство си го прави, значи своето ние имаме настапи, значи многу и мислам дека кога стапнавме на таа сцена, кога видовме колку има публика, си рековме па дај да го направиме како што треба и нормално без трема, без ништо го искористиме нашето искуство, ова испадна така како што треба, а инаку измеѓу нас
хармонијата е многу битна. Другарството. Јас можам да кажам дека другарството бидејќи пример како ние со Стожара сме понови како членови во бендот, меѓутоа со бендот јас сум соработувал доста порано во делот песните, јас имав претходно ги имав снимано за бендот, а не знам дека ќе бидам во тој бенд. Имавме соработка. Не знаеки. Да, не знаеки. Универзум. Да, и имавме некоја соработка, се познаваме доста години, сам бидејќи сите сме поминале генерално во државното музичко училиште во Битола, се познаваме доста време и јас мислам дека пред се за бендот да функционира, пред се треба да има другарство. Тоа е за мене прво. А втора работа која што работата е едно, другарството е друго. Кога работиме и знаеме некогаш да бидеме и бучни и да дебатираме малце пошестоко за некои работи, меѓутоа работата и другарството мислам дека не треба да се мешаат и кога е така има успех и може една екипа да функционира. Да, се со цел да се направи нешто квалитетно. Точно така. Да. Колку сме сериозни. Значи ние сме сериозни, седнуваме, нама се кажуваме, пример во лице ова не е во ред, ова треба да се поправи. Да, така е. Земаме и значи го поправиме нештото. Да, бидејќи никогаш не е лесно и двајца да се договорат, а не пак повеќе луѓе како во вашиот бенд, што се. Точно, да, ама како што кажав, сцената и работата е едно, другарството е друго. Јас мислам дека другарството е нас не држи другарството и работата понатаму дека ќе се биде многу лесно кога има другарство. Бидејќи сме пред самиот крај на емисијата, би ве прашала уште за следни настапи, бидејќи има веројатно и некои најави за надвор од Македонија или низ Македонија, што може да ни откриете. Ланската година бевме на некои настапи во Германија, оваа година исто бидејќи поминавме добро, имаме уште неколку најави и моментално веќе договараме некои датуми кога би се одвивале тие турнеи, нешто до Германија и за наредно во нека наредна емисија би кажале нешто ако има нешто ново и повеќе. Да, а секако низ Македонија останува. Низ Македонија сме цела година веќе, значи преокупирани, букирани сме скоро ова наредна 2026 година. Веќе сте букирани. Да. А приватните кога започнуваат најмногу? Кога? Приватните свадбени, пример свечености, знаеме после нели Великден празникот, значи започнуваат и од кај 17 април до ноември таму сме скоро секој викенд зафатени, нашите дома нема да не видат тоа. Тоа е дел од работата. Да, сигурно. Има ли разбирање кај домашните за вашата работа? Иначе 20 години немаше да постоиме. Да, сепак треба поддршка и разбирање од блиските, нели, за да обстоите како што кажат толку години. Ви благодарам многу за ова гостување, навистина ми беше пријатно и драго што успеавме да испромовираме нешто ново од вас и да се потсетиме на големиот ваш концерт, па да ни дојдете пак со нешто ново. Благодариме и вас на поканата. На поканата, така. А за самиот крај ќе погледнеме и целосно еден од настапите на концертот, да се потсетиме на полското цвеќе во Хираклеа, така што уживајте и останете на Сител. Од мене довидување.